Се залагам за закон за уставен суд, но не било каков закон. Значи или со интервенција во уставот да се даде уставен основ за двотретински закон или уставен закон за доконкретизирање на уставните одредби. Тие се тие две можности. Затоа што нас ни треба двотретинско мнозинство да ни ја гарантира нашата самостојност и независност и упадите и можностите од политичко влијание. Се по двотретинско мнозинство е опасност за независноста и самостојноста на Уставниот суд. Тоа се можностите. Што новиот закон би можел да донесе? Една од најчестите критики во Уставното судство изминативе 34 години е генеричкиот термин истакнат правник. Не е невозможно да се објективизира и да се конкретизира, да се прецизира. Кој се може да биде уставен судија? Начинот на избор на судиите. Од 91 до денеска, некои врвни уставни судии, кои оставиле печат на уставната демократија, ќе набројам 5, може би и не толку. Заклучокот ми е дека овде, во Уставниот суд, во составите, на првиот се сеќавам, на последниот се сеќавам и на некои уставни судии најчесто преку Венецијанската комисија, бидејќи во Венецијанска комисија знаеле за Мирјана Трајковска, знаеле за Игор Спировски, морам да кажам, меѓутоа за многу други не. Значи, не биле истакнати правници, туку биле истакнати политички или партиски активисти и за заслугата добиле место во Уставниот суд.